Се интензивира процесот околу решавање на спорот за името, во кој еден од важните фактори се разбира ќе биде опозицијата. Денеска во студио на Нова Сомене Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН и одговорен делумно за она што ВМРО ДПМН го креира како надворешна политика. Господин Николовски, моето прво прашање се однесува на би било што е вашиот коментар на најновиот развој на настаните во врска со процесот за изнаоѓање на компромисно решение со Грција. Благодарам на поканата, поздрав сите што не гледат. Гледаме во изминатиот период многу шпекулации. Голем прашалник е која е идејата и зошто тие шпекулации се пуштаат во јавност. Гледаме дека главно се од грчки медиуми. Лично сметам дека штетат на процесот. Ова е исклучително сензитивен процес во двете држави и сметам дека секој изигрување, макар и минимално со вистината, може да го однесе процесот во целосно непотребен правец. И моje лично мислење на партијата е дека е добро да се реши проблемот. Државата мора да стане членка на НАТО, предолго чекаме и секоја друга алтернатива не е алтернатива за Република Македонија. До овој момент ние не сме официјално информирани за рамката која што била представена во Њујорк и сметаме дека не е целисходно и од наша страна нема да е конструктивно да имаме било каков став додека не го видиме предлогот, а и откако ќе го видиме предлогот треба сериозно да се разговара со државниот врв кој што носи најмногу одговорност во процесот како ќе се настапи понатака. Сепак тие носат одговорноста и треба, претпоставувам, ги имаат сите сознанија и треба да се види во која насока ќе движи процесот. Она што по мене е битно е што ако целта е јули, добро е што стартува целата работа во јануари, значи има некој временски простор од 6-7 месеци. Мислам дека дури и да не го стигнеме јули не е страшно. Ако, не знам, треба да се проложи работата за 2, 3, 4 месеци, имајќи предвид колку долго трае процесот, сметам дека побитно од тоа да стигнеме одредена временска рамка е квалитетот на решението, затоа што тоа ќе е трајно. Секако тоа да не значи повторно одлагање за десетина години, но мислам дека нашата дипломатија не треба да има таков притисок во моментот. Се друго, откако ќе можеме да го видиме предлогот, мислам дека ќе е покорисно да коментираме. Амбасадорот Васко Наумовски е преговарач во овој процес. Тој е човек кој на известен начин е на таа позиција како член, како дел од структурата на ВМРО ДПМН и оваа влада го остави на истата позиција, што би можел да биде и линк меѓу владеачките партии и опозицијските партии. Како оценувате неговата изјава која предизвика доста контроверзи во јавноста? Прво, по однос на неговата улога, мислам дека се работи за еден квалитетен представник на државата. Ние се обидуваме да сите информации ги добиваме на еден официјален начин, така што во моментов нема никаква комуникација помеѓу нас како политичка партија и него како амбасадор. Тоа и не е во ред, затоа што амбасадорите, тој е пред се амбасадор, го представуваат Министерството за надворешни и Република Македонија, не политички партии. По однос на изјавата која што да даде, сигурно има причина, позапознат од сите нас со процесот, и таа негова загриженост сериозно треба, претпоставам, да ја сватат сите. Се надевам дека откако ќе го видиме предлогот, ќе има некаква смисла сето на што го каже и се надевам дека загриженоста ќе допринесе кон поквалитетно решение. Дали сметате како човек кој е активен и со искуство во меѓународната политика, дали сметате дека таа изјава на известен начин не отстапи од една дипломатска пракса претходно да се одржат консултации пред да се излезе со една таква оценка која на известен начин го оквалификува тој предлог кој Нимиц го дала, кој него ни знаеме никако јавност, а ние вие велите никако опозицијска партија. Не знам како е договорена рамката и мандатот помеѓу него, Министерството за надворешни, председател на државата и владата, кои што формално го предлагаат и го поставуваат таму.
Ако била договорена изјава, тогаш значи една работа, ако не била, како што има гласини во јавноста, друга. Имаме изјава од владата која е сосема спротивна или барем значи различна од неговата, така што очигледно дека е создаден таму некаков конфликт сега. Јас ја видов изјавата на премиерот Заев, кој што кажа, се карикирам, не можам да го цитирам, дека е слобода и дека секој може да го изрази собственото мислење, така што мислам дека е за мен не е добро да коментирам процес кој што целосно не го знам и не ги знам односите. Ама она што е побитно од личните односи во целата работа, и сакам тука да сме јасни ние како политичка партија, ние сакаме да се реши процесот. Решението, јас тоа прво го кажав, мора да е достоинствено, за да може да го прифати македонскиот народ. Ние мора да имаме трајно решение. За жал, со сите плюсови и минуси на времената спогодба од 1995 година, која што јас лично мислам дека за тој временски период е добро решение и често беше користена, и таа е основата на пресудата на судот во Хаг, сепак беше донесена во парламент кој што немаше опозиција, без консултации со јавноста и без една поширока прифатеност, и целиот овој период предизвикува контроверзии во јавноста. Сметам дека ова решение кој што ќе е трајно, нема да е времено, не смее да има таа фалинка, односно мора да е општо прифатено. За да е општо прифатено, или барем од мнозинство од населението, мора да е достоинствено, односно да не го навреди македонскиот народ. Што подразбира тоа? Ако дели кога се говори за црвени линии, што е она што за ВМРО-ДПМН како главна опозицијска партија битен фактор во целиот процес би можела да го прифати? Црвените линии како концепт ги поставија грците, па ние некако после почнавме да ги користиме во нашата комуникација. Генерално има три ставови позади кои што стои во ВМРО-ДПМН. Прво, дека е добро да се реши прашањето и Македонија стане членка и на НАТО, потоа и на Европска унија. Второ, дека решението не треба да значи промена на уставот и не треба на ниеден начин да го загрозува македонскиот национален идентитет и македонскиот јазик. И третото, да решението е прифатено на референдум. Мислам дека за од овие три, барем од она што сум го видел во јавност, за две апсолутно се слагаме и со владата. Ова третото е нешто што можеме да го коментираме, тоа кое што се однесува на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Претпоставам дека и владата има иста грижа, но ќе можеме да коментираме како ќе видиме предлог. Јас не бев вклучен во процесот на преговори кој што го водеше владата предводена од ВМРО-ДПМН, но од она што го знам од луѓе со кои што сум имал комуникација, биле министри за надворешни работи од ВМРО-ДПМН или во друго својство биле запознати со процесот, знам дека немало доволно квалитетен предлог во изминатиот период, кој што би можел да биде прифатлив од македонскиот народ. Се надевам дека ова временска рамка од скоро 25 години како постои спорот, некаде од 92-3 година, малце ти е сигнал и за медијаторот, но и за големите сили, пред се тука мислам на Соединетите американски држави и на Германија како клучни играчи, да се обидат малце да влијат и во Грција, затоа што ако имаме решение кое што ти е 100-0 на грчка страна, дури и некако да помине во Македонија со некаква влада која што ќе сака тоа да го направи, тоа нема да е прифатено од народот, нема да заживее и ние проблемот само ќе го продолжиме, дури може и да ескалира, можат да се јават во Македонија радикални политички партии кои што ќе имаат некоја друга ориентација, имаше и такви гласини во изминатиот период, и да одведат државата во целосно непосакуван правец. Дали за вас е прифатлива, бидејќи тоа е некоја почетна точка, компромисно име со географска одредница? Северна, горна, во оптек беа повеќе, меѓу другото, знаете, до сега многу работи, овој процес трае долги години и многу предлози се веќе фрлени на маса, а она што Нимиц го има понудено е некаква комбинација од сите досегашни предлози. Тука повторно мислам дека било каков коментар и од нас и од владата, и гледам дека владата тука е коректна, може само да му штети на процесот. В
Впрочем, гледате каква реакција предизвикува интервјуто на премиерот Ципрас, кој што никој не го видел. Значи, извадена една реченица, треба да се види контекстот, треба да се види во која насока е кажана. Ако е кажано така како што беше пренесено, тоа ше за секоја осудено. Ако има друг некој контекст, треба да се види кој е контекстот. Ако се разбраме последно дека не постоела македонска нација во античко време. Добро, што е сосема поинаку од не постоела македонска нација. Нациите кои малце знае историја знае дека се уват после француска револуција. Ниту една нација не постоела во античко време. Мислам дека на Балканот целата ова игра со историјата е нечесна. Вие да тврдите дека не знам имало српска или бугарска нација во 8-тиот или 9-тиот век, па што биле светите Кирил и Методи или Свети Климент Охридски, па дури и Свети Сава, е нешто што не одговара на тогашните сваќања и на тогашните поеми кои што не постоеле на начин на кој што ги разбираме сега, да не зборувам за грчката или за било која друга нација. Таја што мислам дека премногу се занимаваме со историјата, премногу се занимаваме со символика, се игра на чувства, очигледно многу кариери се создадоа на двете страни, и во Македонија и во Грција, политички кариери. Па и пари на основа на тој национализам. Па сега за пари немам никој информација. Порво, бизниси кои се задскриваа зад може би, ако имате некое сознание, не би можел тука ни да ни не да кажам, но очигледно е дека кариери се создадоа на многу луѓе и тоа е нечесно. Нити мислам дека е за Грција добро на север да има сосед кој што е проблематичен и кој што не е сојузник, нити за Македонија мислам дека е добро на својот најсилен сосед објективно го има како најголем непријател. Тоа е ситуација во која што не можете да просперирате. Особено што на Грција и треба излез нагоре, а нас ни треба излез на море, и тоа се две работи кои што се поврзани, впрочем и географскиот регион Македонија почнува негде над Скопје, завршува кај Солун, и мора да го гледаме како тако. Се надеваме еден ден кога ќе станеме членка на Европската Унија, веќе Бугарија и Грција се внатре, ќе може таков еден еврорегион Македонија се создаде, во кој што ќе има една интензивна стопанска и културна соработка. Така што порака, мислам дека не треба процесот да се злоупотребува ни во Македонија, ни во Грција. Политички кариери, како што кажав, се создаваа, но и политички кариери изгаснуваа заради преголеми ветувања. Така што мислам дека треба малце да го гледаме процесов со поладна глава. И она што мене особено ме загрижува, во моментов е една иницијална работа, но може да се развие, а тоа е дека други големи сили мислам дека ќе сакаат да се обидат да искористат од неуспехот, и тоа е нешто што мора да се превенира на двете страни. Ако Грција е искрено член на Европската Унија и на НАТО, тогаш не треба да има други влијанија таму. Мислите дека има други влијанија? Па, видете, и кај нас и таму. Кој знае малце повеќе историја, знае дека од царска Русија па навака имале сојузници дали во Бугарија, дали во Србија, ама секогаш традиционално имале во Грција, тоа е фикс играчот. Ми е страв дека и во овој период одредени политички партии во Грција, пред се помали, кои што се дел од владата, немаат најчесен однос кон прашањето и заради такви влијанија, затоа што е од руски интерес Македонија да не се интегрира во НАТО алијансата. Од друга страна, добро е што во Македонија и СДСМ и ВМРО-ДПМН имаат јасна ориентација, но ми е страв дека доколку процесот трае предолго, може да се јави трета политичка партија, за која што имаше и одредени гласини во изминатиот период, која што може тоа незадоволно тело да го земе, а го има и во СДСМ, луѓе кои што беа поблиски на поранешната комунистичка партија на Македонија, и во ВМРО-ДПМН луѓе кои што се поекстремни, и да направат 6, 7, 8 пратеници, без кои што после тоа нема може да се формира влада и да ја однесе државата во целосно непосакуван правец. Затоа, како што кажав и на почетокот, сметам дека и Соединетите држави и Германија треба малце да направат притисок и во Грција, за да немаме 100-0 грчко решение за проблемот. Господин Николовски, овие ставови кои ги искажувате делуваат доста конструктивно во насока на некоја перспектива и она што мнозинството граѓани во Македонија го посакуваат, интеграција во НАТО и Европска Унија. Зошто ВМРО-ДПМН ја пропушти можноста да биде во собранието кога се гласаше, кога се ратификуваше договорот со Бугарија, кој сепак беше еден значаен чекор напред токму во овие процеси кои се во некаков општ интерес на јавноста кој не е поврзан со партија, туку се разборуваме за некои пошироки перспективи за државата.
Нашето неприсуство во собранието не беше поврзано со договорот, беше поврзано со една непријатна ситуација која што имаме, а тоа е 30 на луѓе се во притвор во моментот, од кои што се 6 пратеници, останатите полициски службеници и многу обичен свет, обичен народ. И тоа е причината поради која што ВМРО-ДПМНЕ не е во собранието. Но би го искоментирал малце договорот. Сметам дека е добро што се постигна договор со Бугарија. Ние сме соседи, историски сме биле многу блиски и сега сме многу блиски. Од бугарска гледна точка договорот е одличен и јас можам само да им честитам за својата држава направиле одлична работа. Мислам дека од наша страна можеше да се потроши уште одреден временски период за да се постигне поквалитетен договор. Што е по вас тоа што евентуално би го коригирале кога би биле вие на страна? Ќе бидам конкретен. Да. Значи, владата сакаше да има успех во првите месеци, јас тоа го разбирам, но мислам дека требаше да потроши некое време, а да има поквалитетен договор. Кога јас би бил на нивно место, би го отворил уште еднаш документот и би разговарал за неколку работи. Прво, македонскиот јазик е реалност. Еве и да ја прифатиме бугарската теза дека е создаден во 1944 година. Тогаш е официјализиран. Повторно, еве со нивната теза, повторно скоро 80 години ние имаме македонски јазик. Да ставате на форма каде што пишува македонски јазик според уставот на Македонија, а во ниеден друг меѓународен договор не се користи таа терминологија, покажува дека јазикот не се признава. Тоа е прво кое што мислам дека е суштинско и кое што мора да се испреговара. Второ, во однос на заедничката историја. Мислам дека е неточно нити дека никогаш не сме имале нешто заедничко во историјата, исто така е неточно дека се е заедничко во историјата и требаше таа формулација подобро да се прецизира или да е подолг пасус во кој што подобро ќе се објаснат работите. И третата работа која што мислам дека исто така е суштинска, има многу обврски за Република Македонија во договорот, но само една обврска за Република Бугарија, тоа е да ја помага на Македонија во евроинтегративниот процес. Тоа е можеби дека препуштивме во минатото многу прилики со Бугарија тој проблем отворен да го решиме, па сега откако Бугарија е членка на Европската унија има некаква супериорна позиција. Се слагам, значи и Бугарија и Грција настапуваат од позиција на сила. Затоа јас и кога зборував за проблемот со Грција, не реков дека треба да е решението 100-0 во корист на Македонија, реков да не е 100-0 во корист на Грција. И тука, мислам дека во моментов ако вака процентуално се изразам, имаме договор со Бугарија кој што е 80-20 за Бугарија. Мислам дека ако беше 60-40 ќе бевме сите по-задоволни. Знам дека во Бугарија има многу луѓе кои што ни се пријатели, јас имам многу политичари со кои што комуницирам и кои што ми се и лични пријатели и мислам дека доколку ВМРО-ДПМНЕ дојде во позиција некогаш повторно да формира влада, ќе можеме со ладни глави да ги отвориме овие прашања и се надевам дека и таму ќе надвладее разумот. Добро е тој договор да е прифатен од народот. Сега има многу коментари од многу луѓе, го оспоруваат, го напаѓаат. Добро е да луѓето го прифатат и добро е да имаме договор со Бугарија. Хипотетички, кога би биле во собранието, ќе го поддржевте договорот? Овој договор не, и да кажам зошто. Во претходниот, односно се извинам, во овој парламентарен состав, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ побара да даде своји сугестии. Тој процес траеше, на крај се случи да може да се дадат сугестии, но имаше два проблеми со тие сугестии. Прво, еден ден пред воопшто да го видат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ договорот, тој веќе беше усвоен во бугарскиот парламент и второ беше кажано дека забелешките се од консултативен карактер и ниедна не беше после тоа вклучена во договорот, затоа што нашата власт да каже дека тоа е завршена работа, дека не може повторно да се враќа во разговорите. Така што нашиот став не е против Бугарија, повторувам, мислам дека бугарите за себе направија одлична работа. Нашиот став е кон владата дека требаше да изработи подобар договор, кој што ќе земеше повеќе време факт. Меѓу другото, тоа може би се должи на еден посттрауматски период во кој се најде вашата партија од настаните во 27 април. Што се случува во ВМРО-ДПМНЕ за да можете да се воспостави тој конструктивен
диалог кој е неопходен за националниот интерес на државата, ВМРО би требало да помине да се вклучи, да се врати назад во собранието и да ги воспостави сите потребни, да ги отвори сите канали на комуникација кои на известен начин се затворија. Ќе се согласите. Што се случува сега? Кој е вашиот план да се вклучите назад во нормалните, можам да кажам така, текови на политичкиот живот во Македонија? Во однос на ова е суштинско прашање, не само заради крупното прашање кое што е поврзано со решение на спорот со Грција, туку и генерално за функционирањето на политичкиот систем. Мислам дека е многу добро кога се кажуваат флускули од типот независно судство, независно обвинителство и така натака. Факт е, сите знаеме дека таму има влијание. Јас не велам дека влијанието почнало со оваа влада, но факт е дека тоа е еден проблем кој што постои во Република Македонија. Од можеби основањето на независна Македонија па навака. И факт е дека еден реално проблем кој што се случи на 27 април, кој што имаше своја предисторија, кој што беше испровоциран, но ги помина границите на нормално протестирање и секое насилство е за осуда. И факт е дека СДСМ која што беше исперцепирана како жртва и во домашната јавност и во меѓународната јавност, сега од жртва се претвара во джелат, односно ги помина границите на еден нормален одговор на тоа насилство кое што се случи. Затоа што да ве потсетам, имаше неколку случаи пред овие масовни апсења кои што никој не ги оспори во јавноста, а кои што беа за луѓе кои што сите видовме дека направиле насилство. Но во исто време, вие да се одмаздувате на политички противник во 5 наутро да апсите 30 луѓе по пижами и да се одредува притвор за сите линарно по исто дело, без да се направи никаква разлика, а таму има многу луѓе кои што само од емоции влегле во парламентот. Тоа не е во ред, но влегле во парламентот, не направиле ништо друго освен што влегле, биле испровоцирани од начинот на кој што се избра председател на собрание, пеењето на албанската химна и сето на што се случуваше дента. Сето тоа сметам дека мириса на реваншизам. И сега СДСМ вели ние не можеме ништо да направиме, минимум што можат да направат се две работи. Да не праќаат секој втори или трети ден соопштенија во кои што даваат и потешки квалификации од оние кои што ги дава обвинителството, а исти такви соопштенија праќаат долг период наназад пред обвинителството со било каков став да излезе. И второ, може да направат барем еден јавен повик во кој што ќе побараат релаксирање на политичката ситуација. Тоа не значи да, како што се зборува, да се јавуваат по суди или по обвинители, тоа значи да го направат она што политички можат, а тоа е да искажат политички став. Ние таква работа не сме видели. Не можеме да говориме кој е во право, кој не е околу тие луѓе што се приведени, нели постои презумпција на невиност меѓу другото, но она што е факт е дека на 27 април се случија настани кои секако мора да бидат санкционирани. Бидејќи ако тоа не е санкционирано, утре ќе се случи ВМРО ДПМН да направи, да создаде мнозинство во собранието, па некој од блиски структури на СДСМ да не е задоволен од тоа и да упадне во собранието да ги тепа пратениците. Што секако е, ќе се согласите, нешто што во едно демократско општество не смее да се толерира. Постои едно барање да се амнестираат тие луѓе. Па моето прашање е, да пример, кога би дошло до амнестија, која е цената на принципите на владењето на правото? И можеме ли ние да поднесеме на таква, да платиме на таква цена која ќе биде голем удар врз основните начина на владењето на правото? Би сакал неколку работи хронолошки за да добие целата работа смисла. Прво, настаните што се случи на 27 април, најголем губитник е ВМРО ДПМН, ако гледаме политички. Ако гледаме човечки, ние бевме први кои што ги осудивме и долго време ги осудувавме. И факт е тоа, го знаат сите. Сите кои што таму направија физичко насилство треба да одговараат, но треба да има и некаква одговорност за оние кои што направија политичко насилство. Вие да изберете председател на собрание во ќош, без барем да се верификува број на присутни пратеници
е насилство врз уставниот поредок. За тоа постојат други институции кои сега. можеше евентуално тоа да го, додека го сметат дека тоа е вон, нели, деловникот, законите и така натаму, веројатно во една демократска држава претпоставувам дека праксата е да тоа се оспори пред институциите на системот. Тоа сакам да кажам. А не да се Сега нас што ни се случува? Од една страна имаме 30 и кусур луѓе во моментов под истрага за тероризам, што пак да не навлегуваме, а мислам дека е претерано. А од друга страна имаме два случаи кои што сериозно мене ме загрижуваат. Прво, имаме закон за амнестија на осудени лица, во исто време, паралелно значи се движи процесот, и второ, некако случајно, после променава на власта, паѓаат предмети како Сопот и луѓето кои што се обвинети таму, ја не велам дека се криви, но се обвинети за сериозно дело, таму е убиство на НАТО војници, сега не се во притвор. Имаме луѓе како Станислава Чочоровска која што шверцуваше кокаин, или имаме луѓе како Агим Красничи кои што правеше изборно насилство, вака на пола јавност ми е страф името да им го каже. Случајно излегоја од издржување на затворска казна. Добро, разбрав, Агим Красничи излезе на викенд, не па после тоа уште еднаш, и се наоѓа не е ослободен. Не знам, Бајруш Сетио излезе од здравствени причини, Чоровска исто така, значи имаше еден сет на луѓе пред локалните избори кои што беа ослободени од издржување на казната. Понатак имаме закон за амнестија кој што ги ослободува по 1/3 од издржување на казната, а во исто време имаме еден ваков случај. Минимум што мислам дека требаше власта да направи е да не носи ваков закон сега и овие одлуки кои што се одлуки на затворската управа, не на судот, значи од луѓе поставени од владата, да не ги носи во овој период. Затоа што сега јавноста има чувство дека има двојни стандарди. Иначе најдобро е политичарите да не се мешаат и воопшто ние и да не дискутираме за ова и да немаме став. Морам да ве прашам, да речеме се некои од пратениците кои се сега притворени, не влегувам во тоа дал требале, не требале да се притвораат. За жал, мојот став е дека обвинителството не беше доволно транспарентно да објасни врз основа на што носи такви го бара тоа што го и притворите и се тоа што се случуваше, но од друга страна постојат некои очигледни ситуации, како на пример отварањето на вратата на пратеникот Муковски кој и овозможува на толпата да влезе во собранието, и господинот Чавков на пример кој беше функционер од редовите на ВМРО ДПМН, кој на очиглед на цела јавност не реагираше онака како што јавноста очекуваше да реагира, да го заштити собранието и избраните пратеници. Дали ВМРО ДПМН, новото раководство ВМРО ДПМН разгледува можноста да се огради или да заземе некаков став во однос на тие очигледни, велам, ситуации кои јавноста можеше да ги види на камера? Па добро, два случаи тука има. Прво, по однос на тоа дали Чавков ги презел или не ги презел сите активности, ние не можеме да судиме затоа што немаме увид во полициската работа. Тоа ќе потврди судот и јас се додека нема друга одлука, ја почитувам презумцијата на невиност. По однос на другото што се однесува на отворањето на вратите, иако е чудно како тие снимки стигнаа до одредени медиуми, ја бев долго пратеник и знам како функционира собраниското обезбедување. Како стигнаа, снимките постојат. Но она што е исто така факт е дека тие луѓе не направија никакво насилство. Можеме да дискутираме дали прво незгодно за колеги отвараш врата да влезе толпа која твоите колеги ги која била намерата, линчува. Зошто го направиле тоа? Од кои причини го направиле тоа? Има одредени шпекулации кои што велат дека имало огромна толпа надвор и мислеле да ја релаксираат малце работата и очекувале да има кордон кој што ќе ги застане некаде таму кај скалите, но ова сето се шпекулации. И мислам дека јас ако сега влезам да ги коментирам, ќе дојдеме во една непријатна ситуација, можеби има други работи кои што не ги знам. Така што најдобро е да го оставиме овој процес
да се одвива онаму каде што му е местото низ судските органи, но во исто време не смее да се злоупотребува притворот. Притворот во овој момент е казна. Тие луѓе се во притвор без сериозни причини. Помеѓу случувањето на настанот и одредувањето притвор поминаа 7 месеци. Во 7 месеци 3 основи има за притвор. Ако прво не може да го повторат делото, нема зашто да го повторат делото. Второто е да избегаат, ако им било за бегање имаја 7 месеци да избегаат, и третото е да влијаат на сведоци, и да било за влијание на сведоци имале исто така 7 месеци, ако сакале да влијаат. Да се случеше дента или утредента, некоја логика ќе имаш. После 7 месеци да се прави ова, е ништо друго, туку користење на притворот како казна. Што ако теоретски судот пресуди дека луѓето се невини? Кој ќе им го врати времето и понижувањето, затоа што, внимавајте, според мои сознанија, семејствата на голем дел од притворените се под сериозен удар на, би кажал, одредени структури во јавноста и сериозно се понижувани и омаловажувани во целиот период. Најголем дел од нив не живеат во Скопје, тоа се помали средини во кои што сите се знаат, и тоа е еден хорор низ кој што поминуваат сега семејства. Господин Николовски, звучи интересно. Ова е буквално истиот вординг, реториката која сегашната власт, поранешната опозиција го имаше, велејќи дека притворот се користи како казна. Па јас се слагам, затоа кажав дека 25 години дека власта има влијание врз судството, што подоцна се беше и потврдено во разни меѓународни извештаи. Сега да ве прашам како ново раководство, за да можете овие принципи кои се инаку во ред да ги афирмирате, нели сметате дека треба да се оградите од една хипотека на претходното раководство, токму околу кои се однесуваат на некои суштински работи во принципите на владењето на правото? Јас сметам дека ова што го гледаме сега не е нов феномен и се случувал во целиот изминат период од разни влади кои што За жал, секоја следна влада некако го преземала истиот принцип, што е катастрофа за Македонија. Но знаете, за да можете, за да имате релевантност да го осудите, тоа сепак треба да имате и доблест да се оградите од хипотеката, да. Сега кажав. И уште нешто, многу побитно од ова. Ние можеме да ги констатираме ситуациите, ама да не ги решаваме. Теоретски, ако имаме позитивно речение за името и почнеме преговори со Европската Унија, први поглавја кои што се отвараат се токму овие поглавја кои што се однесуваат на правосудство. Владењето на правото, така. И тука мора ние, стана или не стана членка на Европската Унија, да направиме суштински реформи. Затоа што имаме две ситуации во моментов. Од една страна, факт е дека и судиите и обвинителите се под притисок, и тоа е ситуација во која што не е пријатно вака да си му на било кого во кожата. Од друга страна, факт е дека одредени и суди и обвинители ја злоупотребуваат својата позиција, мислејќи дека на тој начин можат да остварат определен бенефит за себе. И сето тоа создава еден систем во кој што никој нема доверба, нити јас имам лично доверба. И не води никаде. Апсолутно. И моето прашање, сметате ли дека треба да се оградите од тие хипотеки кои ви се оставени од претходното раководство? Кое имам прилично многу докази за тоа дека директно ги имаше мерки, активности и така натаму кои директно ги загрозуваа принципите на владењето на правото. Да не навлегувам во детали. Треба да одговорам конкретно на општа констатација, ќе одговорам општо. Доколку имало такви случаи, за да не одиме конкретно еден по еден, затоа што... Не видите, Европската комисија констатираше, конкретно ќе одиме, заробена држава. По-конкретно... Тоа е апсолутно лоша констатација и во голем, клучна одговорност за таа дефиниција на државата има токму претходното раководство на вашата партија. Видете, ВМРО-ДПМН ја плати најголемата политичка казна, тоа е во опозиција. И тоа на добиени избори. Затоа што ние имавме 51 пратеник, сега само 49. Поголема политичка казна од тоа нема. Не е случајно тоа што има промена во раководството на ВМРО-ДПМН. Значи беше на водреден конгрес, не беше на редовен конгрес и така натаму. Така што ВМРО-ДПМН својата политичка цена
ја плати и ја плаќа се уште. Ние доколку не тргнеме и не ги поправиме грешките од минатото, никогаш нема победиме. За да ги поправите, треба да ги лоцирате кај се грешките, што претходните направиле за да вие можете да ги правите. Јас сум на позицијава контекстот тоа прашање. 7 дена, за можам да одговорам конкретно, ќе ми треба малце време, ама сакам општо да одговорам, а ќе и покрие конкретниве. Ако имало такви случаи, тогаш секако се заосуда и се оградувам. Треба да ги видиме кои се. И да ги дискутираме после тоа, затоа велам, после 7 дена јас на оваа позиција, не можам конкретно да кажам тоа било, тој било или овој. Зашто ве прашувам? Големи се сомнежите во јавноста, домашна, па и меѓународна, морам да ви кажам, дека практично ова раководство е марионета на претходните раководни структури на партијата. Па, мислам дека има една работа зашто е тоа така, тоа е една реторика која што ја форсира владата, не е непозната, и ВМРО ДПМНЕ ја правеше, нели, Црвенковски кога беше, па не беше во СДСМ, веројатно одговара на една политичка тактика. И тоа се случуваше се додека Заев јавно не се огради од грешките на Црвенковски и од самиот Црвенковски. Па секако ќе инаку точно е, ние како јавно се сомневавме дека Бранко Црвенковски ја раководи партијата. Да, од оваа дистанца се гледа дека не било така. Но во еден момент Заев беше многу конкретен во неговата ограда. Сега, новото раководство на ВМРО ДПМНЕ прво води и има намера да води автономна политика. Второ, јас немам никаква во моментов индикација дека претходното раководство сака да се меша. И трето, тоа е принцип кој што го кажа и поранешниот председател на партијата Груевски. Тој не сака да се меша на новиот председател, како што не сакаше Ѓорѓиевски да му се меша него, и впрочем, ние затоа и влеговме во судир со Ѓорѓиевски. Јас бев тогаш председател на Унијата на млади сили кога го правевме тоа. Така што во моментов нема мешање, доколку има мешање, соодветно ќе реагираме. Се надевам дека ќе останеме во оваа ситуација. Затоа што ако сте решили да се повлечете од одредена политичка позиција, тогаш е логично да честно се повлечете. Во моментов поранешниот председател на партијата не е политички активен и нема никакви политички активности. Но прашање кое може технички звучи, дали новиот председател, дали стариот председател го отстапи кабинетот на новиот председател, и дали новиот председател влезе во физичкиот простор? Да, и сите оние кои што се ресурси во партијата и така натаму. Господин Николовски, точно ли е дека се разговарате со ВМРО Народна да се врати назад во матичната ВМРО ДПМНЕ? Јас лично немам такви сознанија, но можам да кажам став. Без разлика што како што кажав, јас бев еден од тие кои што влегува во судир со Љупчо Ѓорѓиевски. Сметам дека е здраво за ВМРО ДПМНЕ двајцата поранешни председатели на партијата да бидат дел од партијата. Мислам дека не е добро да првиот председател на партијата со сите негови плусови и минуси биде надвор од партијата. Тој за своите минуси плати политичка цена, изгуби на избори, веќе освен со одредени лични ставови не е активен во јавноста, но здраво е за ВМРО ДПМНЕ да што пошироко се обедини, ги отвори вратите и да сите оние кои што сакаат или биле дел од ВМРО ДПМНЕ се вратат назад. Така што во моментов јас не сум запознат, но сум позитивен кон една таква идеја. Еден од реформаторите е сега во извршниот комитет по промените. Точно ли дека реформаторите го прават статусот сега на партијата новиот? Не, има многу идеи, се отворија од многу страни, има и од оваа групација. Јас лично дадов неколку, така што има доста луѓе. Сметате ли дека ви треба нов статут кој партијата ќе донесе по-демократски квалитет? Апсолутно, овој статут е ќе извади од таа султанена варијанта на партии какви што беа сите заправо, но овој статут е создаван во 90-тите години, претпоставувам во тоа време си имал некоја своја смисла, улога и така натака. Ние не го променивме, значи истиот статут кој што го имал Љупчо Ѓорѓиевски го имаше и во времето на Никола Груевски. Мислам дека новото време бара нови решенија и се надевам дека ова наше решение ќе е поттик за другите политички партии, затоа што само отиде во една обратна насока. Пред неколку години тие го ископираа нашиот статут.
имаа малце поотворен статут, па ги земаа сите одредби од статутот на ВМРО-ДПМН. Се надевам откако ќе завршиме процесот и за нив ќе е поттик да направат промени во нивниот статут. Добро е членовите да имаат поголема улога. Кај нас и сега и во овој момент. Како ви е искуството сега од бидејќи бевте во една доста јака конфронтација, нели, раководството на ВМРО-ДПМН и реформаторското крило, така наречено, како да се тие работи на помирување, ако можам да кажам? Па, јас кажав, добро е сите да се интегрираат во партијата, секако ќе има луѓе кои што ќе се помалку задоволни од таа работа и повеќе задоволни, но ВМРО-ДПМН има секогаш корист доколку повеќе луѓе се внатре. И уште нешто, мислам дека ако сака ВМРО-ДПМН да победи, мора широко да се отвори кон неопределеното гласачко тело. Ова што го имаме сега не е доволно за победа. Како е вашиот став, бидејќи ве не сте присутни во таа мера во која би требало како јак политички субјект во Македонија, околу реформите кои се случуваат кои треба да се случат и се случуваат во судскиот систем и оние во безбедностиот кои се дел од оној пакет мерки на прибе извештај. Изразивме спремност да се вклучиме во секоја работна група во која што се разгледуваат вакви закони. Во моментот ВМРО-ДПМН е вклучена само во една работна група, во ниједна друга не е вклучена. Сметам дека од корист за власта да е вклучена опозицијата. Прво, тие решенија ќе се полесно прифатени од сите и второ, нема да има проблеми во парламентот. Јас се надевам дека ќе надвладее разумот и дека луѓето кои што се во моментов неправедно во притвор ќе бидат ослободени и тоа ќе отвори вратата во ВМРО-ДПМН да се врати во парламентот. Ќе бидат ослободени од притвор или од притвор бев конкретен. И сметам дека тоа ќе отвори вратата во ВМРО-ДПМН да се врати во собранието. И добро е да дискутираме на експертско ниво, а не само во пленарната сала. Има ли некои контакти со власта? Новото раководство, знаеме дека новиот председател на ВМРО се сретна со тоа е генерално во моментов е тоа. Барем јас за толку знам. Други канали сега за сега? Колку што знам помеѓу дел од пратениците, ама тоа е повеќе, знаете, во собрание има и една колегијална атмосфера која што за жал се наруши со сето ова што се случуваше, за друго не знам. Што е со оние истакнати членови на ВМРО-ДПМН Илија Димовски и Антонио Милошевски кои очигледно се револтирани од тоа како е избран новиот председател, така што состав печел дека сега се отвара еден нов јас натре во самата партија, нова поделба меѓу новото раководство и влијателни членови. Мислам дека е богатство за ВМРО-ДПМН да има различни мислења, треба и да ги стимулираме, не да ги сопираме таквите различни мислења. Секој има право да си го искаже ставот. Чив став ќе победи на крај зависи од Ќе се обедините ли во една пратеничка група или ќе останат 10? Па тоа е прашање на одлука која што се уште немаме донесена. Кога ќе јавноста би можела да знае? Па се додека ВМРО-ДПМН е надвор од собранието, мислам дека нема логика да се дискутира за. И вие останувате надвор се додека луѓето за кои се осомничени за тероризам за настаните во 27 април се во притвор. Се додека органите на партијата не донесат различна одлука од ова, да. А господин Николовски, ви благодарам што ја прифативте поканата и го поздравувам тоа бидејќи сте прв од раководство, висок функционер на раководството на ВМРО-ДПМН што прифаќа покана да биде дел од една содржина на Нова ТВ. Благодарам, ако ми дадете само 30 секунди да го искоментирам ова. Јас и при изборот кажав дека ВМРО-ДПМН имаше и добри и лоши работи. Добрите треба да се наградуваат, лошите да се поправат. Една од лошите работи, односно грешките, беше тоа што се правеше селекција на медиумите. Мислам дека е тоа грешка, мислам дека треба да прекине и јас со личен пример сакам да дадам пример дека тоа не смее да продолжи. Колку и дали ќе го следат мојот пример останатите од ВМРО-ДПМН е лична одлука. Јас секогаш сум бил и ќе бидам за отвореност кон медиумите, така што се надевам ќе ни простите за грешката и дека
во иднина нема да се повтори. Барем јас лично ќе гледам со личен пример, како што кажав, да давам пример кон останатите членови на ВМРО ДПМН. Ви благодарам. Благодарам. Тоа беше Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН во студио на Нова. Благодарам за вниманието.